Следите централниот дневник на К1. Во наредните 30 на минути проследете ги најновите случувања од регионот Македонија и светот. Еве ги настаните на денот. Предлог буџетот на општина Велес за 2018 година утре пред советниците. Околу 40 деца од Велес и Велешко годинава ќе заминат на бесплатно зимување во Крушево. Велешки театар ги додали наградите за најдобар актер, актерка и сценски работник. Предлог буџетот на општина Велес за 2018 година утре пред советниците. 900 милиони денари или 14 милиони евра толку тежи општинскиот буџет за следната година. Најголем учество во вкупните приходи 8 милиони евра или 59,7% има трансферите и донациите. Колешката Дијана Иванова анализира на оваа тема. 900 милиони денари или 14 милиони евра. Толку е проектиран буџетот на општина Велес за наредната година. Најголемо учество во вкупните приходи или 8 милиони евра или 59,7% имаат трансферите и даноците. Истите ќе се искористат за финансирање на надлежности од областа на образованието, културата, социјалната заштита и пожарникарството. 22,9% или 3,3 милиони евра пак се даночни приходи од персонален данок, данок на имот, комунални даноци и дозволи за вршење на дејност. Во предлог буџетот на општина Велес расходите се проектирани на 892 милиони денари. Од нив над 400 милиони предвидени се во образованието, од кои најголем дел за плати и придонеси на вработените. Од расходната страна на предлог буџетот најнисок или само половина милион денари е износот предвиден во областа социјална заштита. Буџетот за 2018 година е нешто повеќе од 61 милион денари помал од овогодинешниот. Од општина Велес велат дека тој е реален и очекуваат процент на реализација од околу 90 до 95%. По предлог буџетот за 2018 година утре ќе дебатираат општинските советници на 7-та поред седница на Совет. Државниот завод за статистика излезе со најнови податоци поврзани со месечните примања на граѓаните во месец октомври, откривајќи ги просечните суми на платите за овој месец. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во октомври 2017 изнесува 23.356 денари и е зголемена за 4% во однос на истиот месец лани. Ова го објави Државниот завод за статистика. Просечната исплатена нето плата во октомври изнесува 23.356 денари и е зголемена за 4% во споредба со октомври лани, објави Државниот завод за статистика. Според објавените податоци, зголемување на нето платата има во секторите уметност, забава и рекреација, рударство и вадење на камен и преработувачка индустрија. Во однос на септември, зголемување на нето платата е забележано во секторите рударство и вадење на камен, транспорт и складирање и снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината. Просечната бруто плата по вработен изнесува 34.266 денари и таа е зголемена за 3,8% во однос на истиот месец лани. Во октомври 1,6% од вработените не зеле плата. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. Сообраќајот на државните патишта се одвива по суви, а на повисоките и осојничави места по влажни коловози. Сообраќајот на државните патишта се одвива по суви коловози. На повисоките и осојничави места се бележат влажни коловози, информираат од АМСМ. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Оваа информација се однесува само за македонската страна на премините.
На патниот правец Демир Капија Неготина на делот од Неготино до местото Викано Острово, сообраќајот се одвива по дел од новиот автопат во должина од 4 километри. По овој дел сообраќајот пак се враќа на магистралниот пат П-103. Се изведуваат градежни работи за изградба на електронски систем за наплата на наплатните станици од Овица и Сопот. Во периодот од 18.10.2017 година до 18.6.2018 година на магистралниот пат А1 на делницата Велес-Скопје во близина на наплатната станица Отовица и на делницата Скопје-Велес во близина на наплатната станица Сопот се воведува времен режим на сообраќај и се предупредуваат возачите да пристапуваат внимателно. Ке се изведуваат градежни работи за рехабилитација на сообраќајна возна лента на државен пат А1, делница Велес, Штипска клучка, Градско и Градско Велес, Штипска клучка. Сообраќајот ке се одвива под одброен изменет режим до 31.12.2017 година. И оваа година Министерството за труд и социјална политика продолжува со проектот Бесплатен одмор за децата од социјално ранливите семејства, многодетни семејства и корисници на паричен додаток. Од Велес и Велешко ќе заминат на бесплатно зимување околу 40 деца. Бегова Корија во Крушево и Годинава ќе биде местото каде овие деца 5 дена ќе одмараат и рекреираат. 29 деца од Велес и Велешко Годинава ќе заминат на бесплатно зимување. Министерството за труд и социјална политика продолжува со проектот Бесплатен одмор за децата од социјално ранливите семејства, многодетните семејства, корисници на паричен додаток. Оваа услуга ја користат и лицата со посебни потреби. Годинава интерес пројавиле 10 семејства. Посебни услови во склоп на одморалиштето секако дека постојат. Тие дечиња не одат сами, одат во придружба на некој од своите роднини, родител или братче, сестриче што може да се грижи за него. Вообичаено одат родителите, односно мајките или татковците на тие дечиња, така да тие ги имаат тие услови исто како дома. Бегова Корија во Крушево и Годинава ќе биде местото каде децата 5 дена ќе одмараат и рекреираат. Димовска вели дека интересот од година во година е се поголем. Па сигурно дека имаат организирано активности во склоп на одморалиштето и во склоп на тоа какви се нивните интереси и можности. Задоволни се, презадоволни, кога се враќаат повторно прашуваат дали ќе одиме наредната година, го користат, можам да кажам, истите семејства и зимскиот одмор и летниот распуст. Министерството за труд и социјална политика организира и бесплатно летување, а право на пријавување имаат деца од семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, деца без родители и родителска грижа. Од центарот велат дека корисниците се задоволни од овој проект, а бројот на деца корисници постојано расте. Вчера вечера во Велешкиот театар свечено беа доделени годишните награди за најдобар актер, актерка и сценски работник. Фајк Мефаиловски, Кети Борисовска и Спасо Петрушевски се трите имиња кои добија наградата. А во нивна чест присутните имаа можност да уживаат во комедијата Вдовицата се мажи. Фајк Мефаиловски и Кети Борисовска се најдобрите актери во Велешки театар за 2017 година, додека Спасо Петрушевски ја понесе наградата за најдобар сценски работник. Овие три имиња дале посебен придонес за квалитетот на театарските продукции од програмата за оваа година и представите од репертоарот на театарот. Мефаиловски годинава одиграл 67 представи на редовен репертоар, додека Борисовска 48. Ви благодарам што ми дозволивте да одиграм највеќе представи оваа година. И со Ерџан од Симиот Портокал сватив дека треба само работа и љубов кон работата. Благодарам вам, публико драга, за сето добро и убаво што го споделуваме заедно. Единствено вам благодарам и на театарот мојата најголема љубов. Мојот длабок поклон за вас.
Наградата за најдобар сценски работник за 2017 година сосема заслужено ја доби Спасо Петрушевски за остварениот ангажман како реквизитер во представите Ана Комнена, Театар Љубов моја, Волшебникот од Оз, Тартив, Спанак со пржени кумпири, Класа непријател, Добрата надеж, Ноките во бел сатен, Шумата на моето дрво и Вдовицата се мажи, како и за ангажманот во 120 представи на редовниот репертоар на театарот. Многу се радувам на наградата, благодарам на директорот Младен Крстевски, добитничкиот Васо Зафирчев, голема благодарност до колективот на Народниот театар, затоа што без нивната искрена поддршка немаше да добијам оваа награда. Во чест на добитниците вчера вечер театарот ја изведе представата Вдовицата се мажи во режија на Младен Крстевски. Четириесет и пет деца синоќа ја посетија куќата на Дедо Мраз во Кавадарци. Се работи за дворото домот на кавадаречкото семејство Вариловски, кој веќе 20 години поред околу Нова година е украсен со наразлични украси и лампиони во духот на Нова година, а сопственикот во улога на Дедо Мраз им дарува подароци на децата посетители. Новогодишната магија во домот на познатиот Дедо Мраз од Кавадарци започна. Најразлични украси, лампиони, леци, јалички светнаа во дворот на семејството Вариловски. Секоја година стотици деца од целата држава го посетуваат Дедо Мраз, а тој им дарува новогодишни пакетчиња и се фотографираат со него. Годинава тој прославува 20 годишен јубилеј откако ја работи оваа хумана работа и ги радува детските срца. Па така вчера вечер на неговиот двор се восхитуваат 45 ученици од училиштето Братство и единство од Дрожаје, Црнагора. Директорот на училиштето на Братство и единство од Дрожаје, Музафер Мујовиќ, изрази задоволство и благодарност за големиот труд и енергија кои Вариловски ги вложуваат, ширејќи соработка и љубов. Во име јавне установе Во името на нашето училиште изразувам големо задоволство и благодарност за големиот труд и енергијата кои Вариловски ги вложуваат, ширејќи соработка и љубов, усмирувајќи ги младите кон вистинските животни вредности. Се заблагодарувам и на сите кои ја поддржуваат оваа акција, како и на представниците на амбасадата на Црна Гора во Македонија, кои го препознале значењето на оваа соработка и го потврдиле тоа во своето присуство во Кавадарци. Со задоволство прифативме иницијативата да ги поддржиме прво дечињата, а и воопшто иницијативата за едно меѓусобно, заедничко удружење. Гостите му врачија благодарница за 2-децениската хумана работа и слика на која е представен заштитниот знак на нивниот град кој е збратимен со Кавадарци. Собственикот Ѓорги Вариловски во улога на Дедо Мраз рече дека е среќен секогаш кога ги гледа децата задоволни, затоа што, како што нагласи, зборовите на радост изречени од младите допираат до душата и срцето. Оваа година правам 30 години брак, 20 години откако правам ова хумано и мислам едно добро дело, така да израдуваш дечиња секоја година е нешто прекрасно. А најголемата радост е што ете го добив и првиот внук. Голема благодарност до луѓето од Рожај, до директорот, што ја прифатија понудата за да пристигнат. Секоја чест и голема благодарност до директорот да реше и да дојде оваму, тоа е нешто прекрасно што ми ја наполни душата. Црногорските ученици од 7, 8 и 9 оделение беа воодушевени од посетата во домот на Дедо Мраз и рекоа дека повторно би дошле доколку имаат нова шанса. Добро ли? Супер е овде. Видовме предмети и работи кои се користеле во минатото. Друштвото со Дедо Мраз беше одлично. Не сме знаеле дека тој овде има свој мал музеј. Дворот на Вариловски е своевиден амбасадор на градот. Кавадарци веќе со години е препознатлив по овој Дедо Мраз, кои го посетуваат деца од целата држава и се радуваат на илјадниците си јалички и новогодишни украси. Вкупно 152.964 лица се вработиле во Македонија во периодот од 1 јануари до 31 октомври годинава.
Од нив 63.461 лица се вработиле на неопределено време, а 89.503 на определено, покажуваат податоците на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Од податоците објавени на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика, може да се види и дека од вкупниот број вработени претходно во евиденцијата на Аварама биле 31.662 лица, а останатите воопшто не биле во евиденцијата на невработени лица. Вестите од земјава во продолжение. Христијан Мицковски е новиот председател на ВМРО ДПМНЕ. Од вкупно 438 пријавени делегати на Конгресот кој се одржа во Валандово, гласале 428, од кои неважечки ливчиња избројани се вкупно 52, а додека за Христијан Мицковски за избор на председател на ВМРО ДПМНЕ гласале вкупно 376. Мојата визија е држава на народот за народот, отворена, силна и просперитетна. Македонија тоа го може, рече Мицковски. Ќе се бориме да ја добиеме власта во Република Македонија, а потоа со активни мерки во економијата, невработеноста да ја намалиме на под 10%, додаде тој. Даноците може да останат ниски. Ниски даноци гарантираат економија која расте. Младите треба да имаат и приоритет и државна поддршка при процесот на стекнување на сопствен дом, во кој ќе градат семејство, со особено внимание на оние од пониските и пораливите социјални категории. Земјоделските субвенции мора да растат и да ги задоволат потребите на поддршка, стимулација и конкурентност, социјалната компонента и подобрување на стандардот на земјоделецот. Сега е време да станеме. ВМРО ДПМНЕ го очекува тоа од нас. Македонија го бара тоа од нас. Потребен е нов елан, нова енергија. Нашиот народ бара нова светлина и надеж, бидејќи ова што во моментов се случува во државата не е ниту светлина, ниту надеж, туку темнина и разочарување, рече во своето обраќање новиот лидер на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски. Врз основа на податоците од анкетата за приходи и услови за живење која се спроведува во согласност со препораките на Европската Унија, Државниот завод за статистика во 2017 ги пресмета лаекен индикатори за сиромаштија во 2016. Основа на пресметките за сиромаштијата се приходите, а прагот на сиромаштијата е дефиниран на 60% од медијалниот еквивалентен приход. Според дефинитивните податоци, во 2016 година стапката на сиромашни лица во Република Македонија изнесувала 21,9%. Анализирано по типови домаќинства, стапката на сиромаштија на домаќинствата, составени од двајца возрастни со 2 издржувани деца во 2016 е 20,2%. Според најфреквентниот статус на економската активност, стапката на сиромашни вработени лица е 9,0, додека стапката на сиромашни пензионери е 7,1%. Коефициентот Гини или мерка за нееднаквоста во распределбата на приходите изнесува 33,6%. Тајфунот Тембин беснее низ Филипините, оставајќи зад себе 200 мртви и повеќе од 140 исчезнати, а десетици илјади луѓе мораат да ги напуштат своите домови поради поплавите или згањето на земјиштето на југот од земјата. Според Меѓународниот Црвен крст и Црвената полумесечина, 70.000 лица се раселени или погодени од бурата, објави Франс Прес. Податоците покажуваат дека од петокот повеќе од 200 луѓе загинале во невремето, а 144 се водат како исчезнати. Минути посветени на вести од светот. Австрискиот канцелар Себастијан Курц повикал на завршување на неуспешните обиди на воспоставување систем квота за прераспределба на азиланти по земјите на Европската Унија и апелирал да се вложат нови напори да им се помогне на бегалците во нивните земји од каде што доаѓаат. Во времето кога беше министер за надворешни работи, Курц остро ја критикуваше одлуката на германската канцеларка Ангела Меркел да ги отвори границите на Германија за повеќе од 1 милион мигранти во 2015-та.
Принудувањето на државите да ги прифатат бегалците нема да ја поведе Европа напред. Мигрантите кои тргнале кон Европа не сакаат да одат во Бугарија или Унгарија, тие сакаат да одат во Германија, Австрија или Шведска, рекол Курц за германски Bild am Sonntag. Наместо инсистирање на, како што рекол, неуспешна политика, Курц ја повика Европската Унија да ги поддржи напорите на мигрантите да им се помогне во нивните земји од каде што доаѓаат или во соседните. Ако и тоа не е можно, тогаш би требало да се помогне во безбедни области на нивниот континент. Европската Унија би требало тоа да го поддржи, па дури и да организира и воено да помогне, рекол Курц. Северна Кореја остро реагирала на најновите санкции на Обединетите нации, усвоени на седницата на Советот за безбедност. Во соопштението на Министерството за надворешни работи на таа земја, кој ги пренесува Државната новинска агенција, се вели дека тие казнени мерки се објава на војна и дека се рамни на целосна економска блокада. Се закануваат и со последици на оние земји кои ги поддржуваат санкциите. Соединетите Американски држави кои се престрашени во целост од нашето остварување на големата историска цел, комплетирање на нуклеарните сили на државата, се повеќе повлекува потези со кои се наметнуваат досега најстроги санкции и притисок на нашата земја. Понатаму ќе ја консолидираме нашата нуклеарна самоодбрана со цел искоренување на американската нуклеарна закана, уцена и непријателски потег, така што ќе ја воспоставиме практична рамнотежа на силите со САД, соопштило Севернокорејското министерство за надворешни работи. Советот за безбедност на Обединетите нации во петокот едногласно воведе нови санкции за Северна Кореја по нејзиниот најнов тест на интерконтинентална балистичка ракета. Времето во Македонија променливо облачно со кратки сончеви периоди, кон крајот на денот ќе има намалување на облачноста, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Поизразен ќе биде подолжината на поврдарието. До среда ќе се задржи стабилно и суво време со пораст на дневната температура. Во вторник и во среда по одделни котлини ќе има услови за појава на магла и ниска облачност, а на повисоките места и на планините ќе дува умерен ветер претежно од северозападен правец и ќе има умерена облачност. Тоа се за овие вести. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.